Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме денеска две видеа, така да ова е кратко видео кое што сакам во неколку минути да објаснам, на јавноста, посебно оние кои што мислат дека многу е лесно да се скака од проект во проект, мислејќи дека на тој начин ќе направат поголеми пари овој бул маркет, нешто што реално сите кои што се нови во било каков тип на инвестиции го мислат нормално. Значи изгледа лесно, изгледа крајно ефикасно кога го правите, гледате постојано профит, мислите дека сте крајно во профит. Мислите дека на долг рок ова е крајно добра, да речем, стратегија, но статистички од претходниот бул маркет, иако нормално не можам да ви покажам мојата статистика, значи ќе ви препорачам тоа што јас го правев да го правите и вие, посебно ако имате ваква одлука и ако планирате нормално да инвестирате во одредени проекти во одреден временски период, па скакате во други, трети, пети, десети за време на еден бул маркет, нормално бркајќи вести, бркајќи техничка анализа и слично. Значи што јас направив? Јас водев дневник во кој што на неколку дена буквално ги следев сите мои трансакции во било кој различен коин и ги запишував сите трансфери од еден во друг коин, бркајќи го оној профит. Така. Со тоа што претходниот бул маркет не го правев ова што го правев денеска, односно стандарден DCA, каде што инвестирам на долг рок, не ги менувам проектите, тука едноставно се држам до оние проекти кои што и понатаму имаат логика да ги држам нормално. И што се случи, значи кога заврши овој бул маркет, после зборувам месеци и месеци, ова е цела 2019, 2020 и 2021, значи имав еден голем тефтер со трансакции, каде што кога ги споредив сите овие трансакции што сум ги направил, колку профит сум добил, овдека запишував и потенцијален леверидж кој што сум го правил, значи буквално пробав се што може да се проба во еден бул маркет, од стандардно спот трансферирање од еден во друг проект до леверидж, шорт, лонг и сето тоа. Значи буквално портфолиото ми беше поделено на неколку делови, каде што пробував различни стратегии да видам како се тоа функционира и еден мал дел кој што ми беше алоциран долгорочно во проекти кои што навистина имав доверба. Што се случи на крајот, верували или не, овој мал дел во портфолиото кој што ми беше фиксен, статичен, иако не беше во биткоин, значи уште еднаш морам да напоменам, не беше во биткоин, значи предизвика смешно подобра стратегија и профит од се останато. Значи од се останато. Леверидж, значи еве ви кажувам, со дење, ноќе не спиење, значи буквално на крајот дојдов горе-доле на исто, со промена од еден во друг проект постојано, значи тој дел од портфолиото беше солиден, кога би требало да го споредиме со традиционални финансии, но ни замисливо, ниту блиску до она што го постигнав со оние проекти кои што ги држав за целиот бул маркет. Што е заклучокот од сето ова што се обидувам да ви го кажам? Значи, што одлучи за следниот бул маркет, она што го правам сега? Одлучив дека уште на почетокот на самиот бул маркет ќе утврдам кој од овие проекти и понатаму се активни или пак се нови и активни нормално, кои имаат најголема активност, кои имаат највеќе партнерства, кои највеќе работат на својот проект и така натаму, и одлучив дека ќе се држам до истите. И правилото за мене во овој бул маркет е доколку основните причини поради кои што сум го одбрал проектот не се променети, да речеме како што беше ситуацијата со Атом. Така, Атом е единствениот коин кој што го извадив во портфолиото, затоа што увидовме дека има проблеми помеѓу самите членови во фондацијата. Тоа се основни креатори на овој проект. Поради оваа причина, со цел да не чекаме поголема ескалација, потенцијална тужба помеѓу нив или слично, одлучивме дека ќе го извадиме овој проект од портфолиото и ќе го трансферираме во други проекти кои што веруваме повеќе. Односно, и понатаму останувам на тврдењето дека доколку овие проекти кои што сум ги избрал од самиот почеток не ги промениле своите начин на функционирање, да речеме без разлика, значи активноста нивна, дали и понатаму активно работа, партнерства, надградување на блокчейнот, скрипти според GitHub, број на луѓе кои што влегуваат на самиот блокчейн, апликации и така натаму, дополнително тимот и понатаму останува посветен на проектот, значи гледаме дека е постојано активен, се надградува, партнерства и така натаму, значи нема да се откажам од овие проекти долгорочно и тоа се уште го правиме. Ниту еден од проектите кои што ги поседуваме, значи не заостанал. Се разбираме, сите овие проекти се крајно активни, сите овие проекти се поради X причини во нашето портфолио, значи некогаш има и поинакви причини, како што е на пример дел со портфолиото каде што има AES 20022 коини, кои што има многу добри партнерства кои што се веќе дел од новиот банкарски систем. Значи сите овие коини и токени кои што ги држиме имаат стратешки причини поради кои што ги држиме во сопственото портфолио. И правилото за овој бул маркет е доколку нешто од ова се смени,
тогаш и ние потенцијално ќе размислиме дали овие коини понатаму ќе останат во нашето портфолио, доколку и понатаму останат исти и се надградуваат, тогаш ќе ги држиме без разлика на нивната цена. Еве и прост пример, Algo е во крајна негатива, значи во однос на оно што го имаме инвестирано, Algo, Sandbox, значи некои помали такви, да речам, проекти кои што за жал се уште немаат напреднат овој bull market и понатаму се доста негативно одразувачки на нашето портфолио. Но тимот и понатаму работи и постојано гледаме надградби, постојано гледаме новости за овие проекти, се разбираме. Значи гледаме нови партнерства, активни се така на сцената, што значи дека овие проекти и понатаму не го изгубиле потенцијалот за следниот bull market, но не во ист момент сите проекти експлодираат. Поради оваа причина и понатаму остануваат дел од нашето портфолио, но не ги надградуваме толку колку што ги надградуваме оние коини кои што гледаме дека имаат поголем потенцијал. Како на пример, во овој bull market јас и понатаму верувам дека Render и ICP на пример имаат поголем потенцијал од Algo и од ICP, се извинам, од Algo и од Sandbox на пример, па затоа Sandbox и Algo имаат многу помала алокација во нашето портфолио за разлика од ICP и Render. Така, што значи на тој начин ние правиме намалување на ризикот во однос на тоа што очекуваме од секој засебен проект, подеднакво со алокацијата која што имаме за овој проект во нашето портфолио. Што значи, ние и понатаму имаме стратегија со која што колку од одреден проект очекуваме помалку, толку помала алокација имаме на него и обратно, и на тој начин го алоцираме поголемиот дел портфолиото во проекти кои што потенцијално мислиме дека ќе ни донесат поголем профит. Така да, значи ние не остануваме на тоа слепо дека едноставно сме во Algo и не излегуваме без разлика на се. Но стратегијата која што има в претходниот bull market, која што ми донесе многу помал профит, значи катастрофална помал профит од држење на овие проекти на долг рок, сега ја променив во тоа да правиме DCA, како што веќе нарековме стратешки DCA, со тоа што ги надградуваме проектите кои што на пример веќе не се експлодирани или веќе имале значителна корекција и го правиме портфолиото да биде во застапеност на оние проекти кои што очекуваме највеќе овој bull market. Дополнително, знаете дека имаме веќе 19 категории во кои што гледаме да имаме застапеност во секоја од овие категории, барем со по еден или два проекти, зависи нормално од категоријата и потенцијалот кој што го очекуваме во оваа категорија, така да имаме многу различни степени на намалување на ризикот на нашето портфолио и диверсификација на нашата инвестиција. Се разбираме, че ние не сме во 3 проекти, ние сме моментално во повеќе од 13-14 проекти поради различни причини. Така, што значи, претходниот bull market, повторно, јас би ви препорачал, доку мислите дека ова е паметно за вас, повторно, јас не ви кажувам дека ова треба вака да го правите, секој од вас одлучува за себе, како што веќе постојано зборуваме, вие одлучувате за ризикот и начинот на кој што ќе се справите со вашето портфолио. Само сакам да ви кажам дека ќе биде многу паметно за вас статистички да ги проследите сите овие трансакции кои што ги правите од еден во друг токен, да ги запишувате и кога ќе дојде крајот на овој bull market, верувајте ми, ќе седнете еден или два дена и статистички ќе ги видите дали било паметно да скокате од проект во проект, каде што вие практично потенцијално губите постојано затоа што најчесто скоковите од проект во проект ги правиме кога ќе видиме некои битни вести, некои поместување на пазарот, FOMO, типот на цената пораснала, сакам да не ја пропуштам и најчесто се случува да ги пропуштиме скоковите на коините кои што веќе сме ги напуштиле. Така да, секогаш имајте го во предвид, потенцијална промена на проект значи дека ако веќе истиот не скокнал, можете да го пропуштите иницијалниот или пак следниот скок на овој проект. Следете го ова статистички и на крајот од bull маркетот ќе ви стане јасно дали било профитабилно или не, или пак направете како што направив јас, поделете го вашето портфолио на неколку делови, каде што дел од нив ќе бидат, да речам, DCA на долг рок, дел од нив ќе бидат тргување скок од скок во проект, или ако веќе планирате леверидж, оставете си дел и за леверидж, со цел да видите кој од овие стратегии ќе ви донесе највеќе профит. На тој начин вие лично ќе имате своја статистика и искуство во следниот bull market, а знаеме дека ќе има следен bull market, ќе имате многу подобро искуство за тоа што да правите со вашето портфолио. Тоа што јас лично го направив, се разбираме. Затоа еве ви кажувам како јас дојдов до тој заклучок, дојдов на потешкиот начин, нешто што не сакам македонскиот народ да го помине повторно, но ако сте одлучиле, нормално, најдобро се учи на сопствена кожа. Само ви препорачувам да го направите ова, иако е се уште рано во овој bull market, ако веќе не водите ваков тип на дневник, подобро е да почнете и на тој начин ќе видите каков ќе биде резултатот на крајот од bull marketот.
А моите катастрофални сознанија беа дека да сум останал во првично вложените коини на почетокот кога сум вложувал, без да скакам од еден во друг, промашувајќи многу пампови во меѓувреме, ќе сум имал енормно, зборувам, 100 пати повеќе профит од она скакање од еден во друг проект за некои минимални процентуални профити. Така да размислете, од друга страна не заборавајте дека овдека треба да рачунате и на фии, значи многу фии плакате кога рипате од еден во друг проект постојано. Тоа е нешто што не можете да го занемарите. На крајот, верувајте ми, јас баснословни суми сум потрошил во фиис само од промена од еден во друг проект, нели, за да ги бркам овие пампови. Така да земете го се тоа во превид и уште еднаш ќе напоменам. Кога одлучувате за одреден проект, дали да остане во вашето портфолио, а веќе сте направиле собствено истражување, секогаш вратете се назад еден чекор, погледнете дали и понатаму оние причини поради кои што сте го одбрале овој проект и понатаму се присутни и понатаму се активни, за да се посетите првенствено зошто сте го одбрале овој проект. Некогаш ќе имате и повеќе од 20 проекти во вашето портфолио, верувајте ми, потребно ви е да се вратите назад и да видите дали се уште причините поради кои што го вклучувате овој коин се присутни и дали и понатаму верувате дека истиот треба да остане во вашето портфолио. И уште една битна работа пред крај, доколку потенцијално истиот не сакате да го чувате во вашето портфолио, не одлучувајте веднаш да елиминирате целата ваша позиција, туку одлучете можеби да ја намалите. Тоа е втора опција со која што практично, како што веќе кажавме, ќе направите диверзификација на вашето портфолио, да алоцирате повеќе во коини во кои што имате поголеми очекувања, а да оставите помала сума во коини кои што имате помали очекувања и кои што се уште не експлодирале на пазарот. Така да, бидете препазливи, бидете крајно стратешки со вашето портфолио, не брзајте да донесете одлуки, некогаш ваков тип на нестабилност на пазарот како последните 2 недели може да предизвикаат бурни реакции, да избрзате да донесете одлука. Уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте каде се наоѓаме долгорочно во овој биткоин циклус, се наоѓаме пред најдобриот дел и погледнете го понеделничното видео каде што објаснуваме за биткоин и алтс. Пред да одлучите нешто, барем бидете информирани во вашата одлука зошто и понатаму ние немаме биткоин во нашето портфолио нормално. Денеска пополудне ќе имате Altcoin Investi. Не знам дали ќе успеам утре да стигнам да го направам видеото за биткоин и вести за економијата нормално, но денешното видео, верувајте ми, нема да сакате да го пропуштите, има доста битни информации кога станува збор за Altcoin Investi, посебно за Ethereum, нешто многу битно, а во недела, значи сабота вечер ќе го снимаме видеото со Никола Давидков, конечно после долго време, значи ќе биде интересно видео, го најавуваме денеска во видеото за Altcoin Investi, детално што ќе се зборува на подкастот со Никола, така да погледнете го, верувам дека ќе имате доста битни информации добиени од два соговорници овој пат, значи нели и мене ми е доста мило, затоа што ќе зборувам со Никола после долго време, а тоа е соговорник од кој што доста учам кога правиме ваков тип на дебати, така да ќе зборуваме за крипто, ќе зборуваме за геополитика, верувам дека ќе ви се допадне ова видео. И понатаму продолжете да следите нашиот канал, гледате дека напорно работиме и ви благодарам за довербата досега, продолжуваме заедно и поздрав од Крипто Гемизија.